Каква е состојбата со образовниот процес во земјата, што е она што ги интересира денешните средношколци и за можноста да се зборува и пишува за теми за кои другите молчат. Вечерва во Трилинг зборувам со Татјана Алексич, професорка по македонски јазик и литература. Алексич, добро вечер и добро дојдовте во Трилинг. Добро вечер. Кога ќе се спомене вашето име во круговите помеѓу средношколците, веднаш се издвојувате како омилен професор. Како го оценувате оној тренд, ако може така да се нарече, на пречесто користење на англицизми во секојдневното комуницирање кај младите? Тоа е еден феномен на, да кажеме, плиток вокабулар или будно следење на социјалните мрежи периодов? Драго ми е ако така звучи тоа дека сум омилен професор. Секој професор е релативно горе-доле за својот ученик омилен, затоа што од нас, учителите, децата добиваат едно образование, општо образование. Англицизмите и воопшто странските зборови и новиот сленг и жаргон кој го следи темпото е нешто што се случувало секогаш. Меѓутоа сега е поинтензивно од едноставна причина што децата од најмала возраст се компјутеризираат. Значи седат на интернет, читаат повеќе странски јазици. Грешката на, пак ќе кажам, на родителите, тука е базата, првите 7 години се формира карактерот и ученикот се формира во основно училиште. Значи, оние учителки се најдрагоцени за подоцна да се формира еден вистински ученик кој знае да учи, се почува со учење на странски јазици. Значи, родителите амбициозно ги запишуваат децата и учат со оние странски јазици, а подоцна како да ќе се истурне мајчиниот јазик од репертоарот на зборувањето. Тука е проблемот. Не е страшно ако се зборува сленг, жаргон, англицизми, турцизми, србизми, пошо секат во нивната интерна комуникација. Симпатично е, дури некојаш и во театарски представи кои ги правиме Корчагин или со драмската секција, дело динамично, интересно. Меѓутоа официјално, кога се зборува по медиумите, треба да се име на култура, почит кон македонскиот јазик, кој е исклучително богат јазик. Ние постојано го критикуваме, го маловажуваме, велиме па немаме соодветен збор, па мораме да позајмеме нешто, но не е така. Има богат народен јазик, можеби најбогат дијалектен систем македонскиот јазик. Зошто да не користиме такви јазици, такви ресурси, отколку јас се кажав ресурси, значи извори на оној здрав, автентичен македонски јазик. Професорке, кои се најсериозните аномалии со кои што се соочува образовниот систем во земјава? Со години? Во моментот недостасуваат учебници, подредени предмети, не по мојот, тоа подредени предмети недостасуваат. Тоа е еден дефект кој треба да се реши, не знам што се чека, значи мора да имаат децата нагледни средства. Наставниците се адаптираат на тој проблем, се прават скрипти, се диктира на часовите, користат компјутери за да се надополни тој пропуст. Еве, минатата година немавме ни свидетелства, се надам оваа година дека тоа ќе се реализира. И сметам дека она што се случува, што сите не го чувствуваме, дека како нека рефлексија од она што се случува глобално во општественото уредување, се случува и во училницата. Недостаток на ентузијазам, оној кој исчезна оние 3 години дека децата беа во карантина изолирани, се навикнавме на друго темпо на комуникација меѓу нас. И читачка кондиција, се изгуби, како да кажам, волјата за читање, меѓутоа читање со љубов, не читуцкање, не да искористам еден јазик од интернетот, компјутерски јазик, сурфање, нели ти знаеш. Што читаат младите денеска? Читаат во главном учениците ги читаат секако делата или лектирите за обработка, тие кои што им се дадени веќе во програмата. Меѓутоа имам ученици од Корчагин кои одат надвор од сето тоа и читаат, следат на сајм, што исклучително ме радува. Ете беа на промоцијата на Венко Доновски, Папокот на светлината, па некои од нив го читаат, па ќе ме прашаат професорке оваа книга дали ја читам. Обично бестселери, Пауло Коелјо, Алхемичар, Робен Шарма, некои такви дела. Тоа е добро кога ги интересира и надвор од програмата. Дури и стрипови кои читаат, ја и тоа поддржам. И стрипови, ние растевме со тие стрипови и кај нив има нешто добро. Само да се проверени и да не се онака пуштени
паушално по интернет помагалата, нели, каде што обично ги вадат, за да направат некој негативен ефект, особено кај децата од основно образование. Значи, се уште има порив за читање, но не така како што порано се читаше, како да немаат време. Времето поминато со книга е веќе ексклузивно време. Значи, сметам дека е привилегија да имаш време да читаш книги. Од сето тоа, од тоа темпо кој ни се наметнува во секојдневието, па и на децата, да бидат успешни по сите наставни предмети, па и нели да прочитаат книги. Алексич, какви се сознанијата ќе содржи државната матура оваа година? Се уште не е ништо кажано дека ќе се повлече матурата или нешто. 20 мај останува нели за полагање македонски јазик државна матура. Учениците со право се бунат и тие секако исплашени се затоа што има недостаток на часови кои колегите кои предаваат во 4-та година гледаат буквално да ги надокнадат со часови пред редовните часови, после тоа ќе има едно темпо за вежбање секако ќе се ослободат од редовната настава за да може да се посветат на државниот испит. Вие речиси низ целата ваша кариера гласно зборувате и пишувате за теми за кои другите можеби навиду молчат. Во 2011 година го реализиравте ТВ проектот Сексуална азбука, кој што удеше на македонската радио телевизија, кој на почетокот имаше бурни реакции од јавноста, но за кратко време стивна истите и во тој момент се констатираше дека се она што не го понуди образовниот систем, вие го нудевте едукативно преку вашата емисија. Што се смени после овие 12 години? По која линија се движи сексуалното образование во училиштата? Колку сте децата запознаени со овој момент? Многу турбуленции на тоа прашање се случија за овие од 2010 година. Јас почнав спонтано, баш како наставник, тогаш предава во Димитар Лахов средно училиште и видов колку ке децата не остасува разговор со возрастни, со родители, со некои се компетентни да ги насочат кон вистинскиот пат, дека сексуалното здравје е неприкосновено важно за севкупното здравје, дека сексот не е спорт, не е игра, дека треба многу подоцна да влегуваат во тие експерименти, сексуални експерименти. Тогаш бевме меѓу првите по малолетнички абортуси, тоа беше едно звоно за тревога. И оно што го кажав и тогаш реалните шоу емисии кои беа навистина лош пример на продавање на интимност медиумска и ги поддржаа сите медиуми. Јас се лутев тогаш и зборов дека децата треба да се научат дека интимноста е нешто свето и дека не треба тоа така да се фаворизира. После тоа се случи јавна соба, ете го моментот, за жал, каде што сите можевме да видиме и да слушнеме дека се злоупотребува тој сајбер секс и вметнување и инволвирање на децата во рано сексуално искуство кое ако се случи третманот да се исправа, да се поправат тие грешки еден макотрпен и долготраен, затоа треба да се разговара. Недостасува разговор со децата. Не секој дете може да разговара со родители. Со родителите. Еве дури јас со моите деца никош не сум зборувала отворено, знам да им подметнам нека книга да прочитаат нешто како што правеле моите родители. Ние учевме од Александар Аца Костич, доктор Александар Костич, полно сознание, значи дедо ми како нейропсихијатар знаеше така да остави книга за да или прочитаме дискретно што се случува и како се случува со нашето здравје севкупно кое е прашање сексуалниот развој. И сметам дека интернетот, пак ќе кажам, вината гледам во тој медиум начин како сето тоа кај децата даве на погрешна представа и слика дека треба да се покажат, да ги покажат своите секс атрибути или интимноста, да учат од погрешни примери. Многу ме навелеа сексуално образование не треба. Тука се направија многу специфични моменти затоа што некој сваќа тоа дека сексуално образование да ги научиш децата ете како да има секс или користат кондом или контрацепција, што апсолутно не е така. Поентата е да разберат децата дека сексуалноста е нешто многу битно и дека не треба да брзаат со влегување во сексуални односи, стапување во сексуални односи пред некое време, не по секоја цена, не туку така, туку е нешто што навистина на кое што треба да се обрне внимание. И сексуалноста почна благодарение на македонска телевизија и тогашниот тим директори, Каранаков и Гаштов, една одлична екипа која работа со мене во овој проект и не можам да се пожалам за професионалност. Јас бев влезена во оној период на дигитализација. Пола кога беше тешко, исто бев свесна за тие предрасуди. Меѓутоа немаше да се осмелам да водам таква емисија, да немам зад себе добар тим доктори,
како што се професор доктор Викторија Вуевиќ, Слави Царсова, која тогаш беше единствена која магистрираше на тема сексуални дисфункции. Многу тешко е да најдеш доктор кој е компетентен за сексуалноста. Сотир Ставридис, уролог, Горан Димитров, гинеколог, Татјана Гружанова, гинеколог, Татјана Станова Иванова, професорка по социологија, која одноставно и подоцна почнав да ја консултирам за многу теми од оваа област, и таа екипа до крај остана со мене од А до Ш. Значи сите термини кои им беа нејасни, па така и како што гледаме тука редици книги, толку книги имам прочитано за да можам да стартувам со една таква емисија, за да не се разбере погрешно. И никогаш во ниедна емисија никогаш не сум прашала свој гостин за неговата интимност. Значи тие провокативни прашања секогаш ми беа подчеста, многу е битно гостинот да се чувства пријатно и да разговараме за општи теми во трето лице, не во прво лице. Од А до Ш, денови ви издадовте Сексуална азбука, која што представува книга спои на ваши колумни и сведоштва или изјави на скопски урбани ликови кои што зборуваат за сексот. Кажете ми, дали преку оваа книга ќе се обидеме накратко да ги поместиме оние предрасуди поврзани со сексот и сексуалноста во земјава? Па ете исто така, пак спонтано, на шега што се вели, дојдовме до оваа книга. После завршувањето на проектот Сексуална азбука на македонска телевизија, по моја вина се разболев и морав да се повлечам. Почнав да пишам колумни од А до Ш, предлог на порталот Човекот презе, господин Трифун Костовски, мојата пријателка Јасна Петков Становиќ, која работи таму, еден добар тим, и ги објавувавме колумните на нивниот портал. Потоа се појави на госпоѓа Леда Стефановска, верувам, рече, па дај овие колумни да ги отпечатиме во книга. Значи направивме еден производ заедно тимски. Ова книга е македонска, значи ова е прв македонски лексикон, значи ова не е белетристика, исто како што не сум писателка, не се ни осмелувам да бидам писателка на овие години. После сите оние прочитани книги, едноставно немам амбиција и желба, затоа што немам талент да бидам како Достоевски или Чехов или Толстој или нашите Венко Андоновски, Александар Прокопиев или Томислав Османли, кога ги читам нивните дела, и Петре Мандревски, да не ги набројам Коневски сите, ја немам порив да напишам книга белетристика, но ова е интересна еден зборник, еден азбучник, што би рекол Прокопиев, на сексуални термини за кои што можеби некојаш ќе ти биде непријатно прочиташ на еден шеговит начин, значи да не ти е непријатно, се смееш. Многу беше интересна лекторката на книгата, жена во години, госпоѓа бивша Корчагиновка, и вели, ја не сум се смеела во живот вака, и ние така знаевме, се слушавме онлайн на Вибер, бидејќи во Швајцарија, кенезините, проча термини, екоација, пенетрација, вика, мојве деца ме слушаат, вика, што е на мама, у климакс вакви термини или користи. Така да на еден шеговит начин имаме лексикон од А до Ш, кој може да се чита од напред, од позади, од средина, од каде сакате, во која што се истиот тим кој го набрав, докторски тим, меѓутоа и ликови од нашата средина на одредена буква. Да речем Игор Джамбазов, нели, за буквата Дж, има многу интересно напишано, на буквата Ш Ана Бунтевска напиша многу баба песна, тука е Сани, Снежана Богдановска манекенката која зборува за чипките во модата, тетоважата со Александра Спировска од МТВ, Ленин Јовановски, нели, кој е тетовиран од А до Ш, цел грб му е тетовиран. Така што има интересни урбани ликови кои дава изјави за одредена буква и влегува во оваа книга со нивните изјави, со нивните коментари на одредени букви. Го споминавте смеењето. Во една прилика велите формула за долг живот е двојно С, смеење плюс секс. Колку македонците работат на својата долговечност? Па ние сме духовит народ, а и мислам дека нема друг народ кој има толку еротски топоними во својата географска карта. Колку места имаме само кои асоцираат на нека еротика, кривогаштани, долнодупени, и често користиме такви. Не сме толку, како да кажам, обседнати со пцовки, со опценост како србите, значи кај нив има едно претерување, дури Господ го пцуе србите, претера, и толку многу се користат вулгаризми во разговорот да се разбират како некоја секојдневие, нели? Како да пцуеш и да врегаш некого, да навредаш некого од што ти е близок. Така што смеењето и сексот како формула е за здрави живот во насока дека работите треба да се во принцип човек секоја работа треба да ја користи на шеговит начин. Има моменти кои се сериозни секако, но тоа е развивање на еден дух кога работите ќе ги предочиш, барем пред децата, на еден интересен начин. Ја често им го кажувам примерот на децата со
Бенини филмот "Животот е убав". Кога е најтешко, им беше тешко на децата и за време на ковидот, мораш малку да ги анимираш да биде сето тоа на шега, затоа што на вистина, ако се живее онака со песимизам и со доза на траурност, животот е многу суров во тој аспект. Затоа така на тој начин, ете примерот со концентрациониот логор, кога таткото му доловува на детето дека си играат во тешки услови. Ние сме свесни какви последици направи ковид пандемијата со затварање на децата кои беа изолирани во собите со компјутерите и влијаеше многу на нивната анксиозност, на тие страшни моменти кога едноставно не им се живееше на децата во таквиот период. Недостасува комуникација, недостасува разговор, недостасува просторна интелигенција која може да се случи само во простор, во време. Еве сега кога го вежбавме проектот, чекајќи го представата, чекајќи го, свативме сите колку ни треба едно такво дружење. Ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинка. Исто јас ви благодарам.